7.000 овци досега се угинати и затворени се 38 фарми, поради 50 присутни жариште на овча сипаница во источниот и североисточниот регион. Ова е најтежок удар досега за одгледувачите на овци и ако болеста продолжи со ова темпо, прашање е колку стада и овци ќе останат во регионот. Алармантната состојба ги собира сточарите во најтесно досега, поради што во понеделник Сојузот на одгледувачи на овци ќе одржи пресконференција. Алармантна е, слушам баш вчера ми се јавува еден од сточарите, пред 20 дана ги пријавил дека има болеста, идат инспекторите го констатират болестата и уште тие овци не се уништени. Замислете колку може да се шири на тој регион од овој спор од страна на институциите. Кој регион е најзагрозен? Источниот регион е најзагрозен. Почнува, како што знаете и вие, почнуваше од Куманово, сега се сите градови, Кратово, Штип, Роби Штип, Свети Николи. До сега имаме 7.000 овци угинати. Мислим дека бројот секој ден расте. Имаме најава дека ќе има, од кога го најавивме пресот, имаме најава дека ќе аплицираме за вакцина и брзо ќе биде донесено, но ние како сточари уште не веруваме ништо без да го видиме тука. Што треба да направат одгледувачите на овци, а што државата во овој случај? Види, одгледувачите на овци го направиле според секој што имал случај, ги пријавува на време, се држат по мерките како што сме ги известиле. Значи реално според дека и институциите. Која порака ќе испратите од вашиот закажан прес во понеделник пред влада? Види, вие како информативно може да го насочиме тој прес, за тоа што веќе не најави дека ќе има вакцина. А ако случајно нема да биде брзо и нема да биде таа вакцина што е потребна за ова болеста, пошто верувам дека никој не го испитал дали е таа вакцина што ја нарачаме за ова болеста што е кај нас, веќе ние спремни сме да излагаме на улица, но не само луѓите, и стоката ќе донесем болна, лека се загради цела Македонија. Да видат и у Скопје дека што е болеста. Добро, во меѓувреме, дали имате сознанија, факти, освен оваа бројка од 7.000 угинати овци, колку стада се заболени? Велите, источниот е најзагрозен? Да, има 50 жаришта регистрирани и 38 фарми се затворени. Значи 38 фамилии останат на улица. Сточарите веќе бараат компензација за изгубените грла од државата за повторно да можат да застанат на нозе и да го продолжат својот бизнис. Во спротивно, тие се одлучни дека ќе организираат протести на кои ќе донесат и дел од своите стада.